Во потрага по мојата националност, вака младиот македонски иноватор Дарко Божиновски, кој живее во Холандија, го почнува написот на социјалните мрежи за непријатното искуство што го имал таму. Обичната формалност, која не би требало да трае повеќе од 10 минути, се претворила во вистинска потрага во холандскиот систем за тоа што е Дарко. Тој ги убедувал дека неговата националност е македонец, но системот не го прифаќал тоа. Еден административец не можел проблемот да го реши сам, па на помош дошле уште неколку. Дали сте сигурен дека тоа е вашата националност? Па да, имаше некаков договор помеѓу Македонија а и Грција, името на државата беше променето. Меѓутоа националноста се уште е македонец, барем така треба да биде. Може да проверите македонец _, граѓанин на Северна Македонија. Господине, и тоа не може. Чекајте да проверам на интернет. Аха, ке пробам бивша Југословенска република Македонија. Во ред, пробајте. И тоа не може. Чудно. Многу чудно. Не можам да ве внесам во системот. Чекајте, ке прашам некој од колегите. По повеќе од половина час нервозни реакции и внесување на десетина различни поими се дошло до решение. 5 луѓе се обидуваа да ја одгатнат мојата националност, а самиот не можам да помогнам. Сите можности на кои што помисли веќе беа употребени. На крај доаѓа една женичка од незините колеги и ја решава ситуацијата. И вика на господјата треба да внесеш граѓанин на Република Северна Македонија. Или на холандски, тоа е Бургер ван де Републик Норд Маседонија. И така до зацврстен идентитет. Раскажува Дарко. На објавата на Божиновски со коментар се јави министерот Димитров. Тој тврди дека се реагира и вели дека министерството ќе продолжи да настојува преспанскиот договор доследно да се спроведува во сите држави. По ова следуваа бројни бурни реакции. Граѓаните коментираа дека се чувствуваат излажани и продадени. Некој му порачаа на министерот дека еден ден ќе одговара. Ова не е единствен ваков случај. Пред неколку месеци македонскиот државјанин Никола Божиновски објави дека во Колумбија го пишале грк со образложение дека од сега Грција била надлежна за македонските пасоши.